Во време кога музиката постојано се менува, постојат уметници кои се враќаат таму каде што се започнало, кон корените, кон емоцијата, кон вистинската песна. The Capo Band е име кое со години е препознатливо во својата посветеност кон македонската музика. Звук што ја чува традицијата, но и храбро чекори во современото време. Денес бендот отвара ново подглавје во својата музичка приказна. Новото лице и глас на The Capo Band е Антонио Тасевски, вокалист со богато животно и музичко искуство, стекнато во текот на повеќе од 20 години поминати во Соединетите Американски држави. Таму Антонио е градил својата кариера, усовршувајќи ја вокалната техника, сценскиот настап и професионалниот пристап кон музиката. По 2 децении далеко од татковината, тој одлучува да се врати дома, не само физички, туку и музички. Со длабока почит кон македонската песна и желба таа да допре до нови генерации, Антонио станува дел од The Capo Band, носејќи свежа енергија, нова емоција и интернационален квалитет. Оваа соработка представува спојна искуство, традиција и современ звук. Репертоарот на The Capo Band опфаќа македонска народна и забавна музика, обработена со чувство, почит и модерна интерпретација. Музика која обединува, буди спомени и создава нови моменти. Со новиот вокал и јасна визија, The Capo Band продолжува да раскажува македонската музичка приказна, гласно, искрено и со срце. Нова енергија, нов вокал, нова сензација. Денеска во Интермецо разговарам со Антонио Тасевски, нов член на бендот The Capo. Здраво Антонио, како си? Добар, како сте вие? Одлично, фала. Неодамна сте член од легендарниот бенд The Capo. Па како дојде до заемна соработка? Нашата соработка започна пред 4 месеци. Откако се вратив од Америка, добив повик од еден од членовите од The Capo Band да влезам во групата како вокал. И ето 4 месеци како што започна нашата соработка. Пред да си член од бендот The Capo, со што се занимаваш? Последните 20 години се занимавам строго со музика. Во Америка имам свирено, значи кафичи, дискотеки со познати пејачи од Србија и некои други работи, но претежно со музиката. Како сите што знаеме, живеевте 20 години во Америка. Како се предомисли да се вратиш во родната земја и да ја градиш кариерата тука? Многу едноставно, имам 3 златни дечиња, имам 2 машки и 1 керка. Моето враќање во Македонија е баш поради нив. Сакам животот тука да го помина, да израснат тука во оваа некоја наша преубава средина со цела фамилија на еден куп. Значи, сепак ја преферирате Македонија наместо Америка? Секако да. Зошто баш бендот The Capo? Со бендот се запознав пред 4 години. Дечките свираа кај кумот на свадба и кумот имаше желба да испеам неколку песни, така се споевме и тоа звучеше толку добро, што си викав како неам ваков некој бенд во Америка, ќе газиме. И ете после 4 години се враќам ја од Америка и случајно стапуваме во контакт и испаѓам да почнува таа соработка баш со нив. Како се снаоѓаш во бендот? Па феноменално. Дечките се феноменални, ме поддржуваат. Дали можеби имате некои недоразбирања, краници меѓусебно во бендот со оглед на тоа дека сте повеќе членови? Не, за сега никакви недоразбирања, сите имаме исти фокус. Сакаме да успееме, сакаме да идеме на некое поголемо ниво, се гледаме понатака и тоа ни е целиот фокус. Моментално си остварен родител, па како се снаоѓате во улогата на татко и сопруг? Да бидеш татко на тие 3 прекрасни дечиња е едно од најубавите нешто што ми се има случено во животот. Значи, чувството е феноменално, посакувам секој да може тоа да го доживее. И што повеќе дечиња да има, само тоа ќе кажам, што повеќе дечиња, поголеми радости. И како сопруг и како родител, феноменално. Дали е возможно да се оствари и кариера и фамилија?
секако дека е возможно, не е лесно, треба да има големо разбирање меѓу сопругата и дека повеќето од времето си одсутен, гледаш да градиш некоја кариера, не посветуваш толку време дома со фамилија, со деца, со сопруга, ама се си има свое, како да кажам. Како твојата сопруга реагира на твојата професија? Знаеме дека музичарите имаат свирки од до касно навечер, па колку она ти е поддршка? Сопругата ми е голема поддршка, но на самиот почеток морам да признам дека имавме период првите 2-3 години кај што беше многу турбулентно и требаше доста време за да се стекне таа некоја доверба, но ете, со тек на време се стекне и се окей. Фала Богу. Како твојот личен музички пат се вкрсти со патот на бендот? Од секојаш сонував да имам свој бенд. Значи, моето враќање во Македонија, планирав да направам свој бенд. И ете, дечките кога ме контактираа, мислам тоа беше тоа, не требаше ни да размислам ни ништо. Ми се свиѓа уште пред 4 години кога ги запознав и сега се стаи некој печат на моето мислење и сакање за да капо бенд. На кој начин придонесуваш за бендот да придобие успеси од тебе? На секој можен начин. Се работи ефикасно и на проби. Гледам што повеќе проби да имаме, да се запознаеме, дека периодот да тој ние свириме 4 месеци заедно. И со повеќе проби, повеќе свирки заедно, повеќе дружење и фамилиарно и професионално надвор од работава. Што повеќе време поминуваме заедно, тоа повеќе искуство да стекнеме на некој начин заедно. Како ја гледаш иднината за тебе и бендот? Иднината како успешен бенд со успешни проекти, со успешни песни, се надевам дека ќе траеме долго време. Јас сум многу среќен со нив, а верувам дека се и они со мене, така да верувам дека ќе траеме долго. Што може да очекуваме ново во блиска иднина? Во блиска иднина, во февруари имаме проект 10 години од Да Капо бенд. Тука ќе се изведат и некои соло проекти што имаат колегите, вадиме нова песна како Да Капо бенд. Таа ќе биде исто во февруари извадена, промовирана и тоа се некои наши проекти што не очекуваат во наредниве месец дена. Јас сум Антонио Тасевски, а вие гледате Хајп Македонија.